Парите собрани од данок на имот преку реализација и изградба на инфраструктурни проекти индиректно им се враќаат на граѓаните. Оваа година наплатата е 80% од вкупно 16.000 даночни обврзници во Штип и собрани се околу 20 милиони денари. Од оваа ставка исто така се инкасираат најголем број од средствата во буџетот на локалната самоуправа. Градоначалникот Захариев и оваа година прв го плати данокот на имот, а денес му беше врачено и решението. Данокот на имот е голема обврска на граѓаните на Штип, затоа што тие пари се слеваат во буџетот на општината и претставуваат голема ставка во буџетот. Тие пари ние индиректно ги враќаме на граѓаните преку инвестиции во населбите каде живеат на нивните улици и се што градиме во нашиот град практично од тие средства. Сакам да кажам дека мојот пример ќе го следат службениците во општинската администрација и во јавните предпријатија и да порачам на граѓаните на Штип да го плаќаат данокот на имот. Тоа е оврска, данокот не е голем, но средствата кои се прибират од тој данок се доста големи за општината и се многу битни дали ќе ги завршиме сите инфраструктурни проекти. Околу 2000 граѓани немаат платено данок на имот за 2015, а некои од нив и за 2014 година. Општината подготвува присилни решенија за наплата за овие граѓани кои должат вкупно 70.000 евра. Граѓаните да си ги измират своите неподмирени давачки, поднес на данок на имот за претходните години, како не би дошле во ситуација да бидат наплатени истите средства по присилен пат. Со тоа би се изложиле на дополнителни трошоци, а општината од таа работа нема да има никаква корист. Градоначалникот Захариев со својата редовна практика прв да го плаќа данокот на имот им послужи за пример на 30 на граѓани кои својата законска обврска ја подмириле во декември минатата година пред да го добијат решението за наплата за 2016 година. Општините од истокот изминатата година бележат висок процент на наплата на данок на имот од физички и правни лица. Меѓу нив, општина Виница има високи 97% реализација и собрани средства од оваа ставка.